Здраво, драги родители! Добро дојдовте на уште едно видео за свесното родителство. Денешното видео е четврто продолжение од предходните видеа за свесно родителство од книгата на авторката Шефалица Вари родителска карта. Темата беше насловена родители, комуницирајте со вашите деца на нивниот природен јазик и декодирајте го нивното површно однесување. Овде Шефали во ова видео ќе ни опише еден начин што ние би можеле да си кажеме на себе си како родители, со цел да останат децата во стабилни кога носат одредени егомаски или кога се во режим на егомаска на нивното лажно јас. Шефали ги користи истите прототипови на егомаски кои порано ги разгледувавме и преку одредени начини Шефали ни демонстрира како секоја егомаска може да повторно, значи родителот да му помогне детето да е симни, односно да може детето повторно да се врати во својата стабилност, да се чувствува повторно смирено и повторно да може да се чувствува дека е вредно и дека е потврдено. Кај егомаската на борец, детето обично тоа знаеме претходно дека егомаската на борец, всушност детето е во една состојба во која што постојано се кара, се расправа со родителот. Овие деца ги напаѓаат родителите кога чувствуваат дека е загрозено нивното чувство за вредност. И токму поради тоа тие се многу бунтовни. И, например, тие можат во таквите моменти на родителот да му кажат јас те мразам. Родителот пак кој е свесен и кој не е поттикнат од своето собствено внатрешно дете, тој не се подредува на зборовите на детето кој што го кажува, туку ја разбира го, сваќа нивото на емоционален стрес во која што се наоѓа детето и се подредува со тоа ниво на емоционален стрес. И кога ова го прави, што значи тоа? Тој му дозволува на детето да непаѓачките зборови на детето едноставно да не допрат до него. И зошто? Затоа што тој е свесен и си ја кажува врз себе својата следната комуникација. Дека моето дете ми ги кажува овие напаѓачки зборови со цел да ја изрази својата внатрешна вознемиреност и заради губитокот на вредност кој што ја чувствува. Надворешната лутина и фрустрација само ја оддава неговата внатрешна состојба на хаос, ги оддава неговите внатрешни конфликти и токму поради тоа мојата задача како родител е јас да не реагирам на да не бидам реактивен уште повеќе со цел да не создавам уште поголем хаос во состојбата во која што се наоѓа и самото мое дете. И затоа потребно е да го разбирам моето дете, да ја разбирам неговата болка, да разбирам нивото на болка, на стрес во која што се наоѓа моментално моето дете, во која што е западнато, и со цел да му ја ублажам таа болка, да му го ублажам тој внатрешен стрес и за да може повторно да се смири моето дете. Кога детето пак се наоѓа во егомаска на поправувач, овие деца својата внатрешна вознемиреност ја прикажуваа преку поправање кога се чувствуваат поттикнати од невредноста, од својата собствена невредност. И тогаш што се случува? Како тие се поправаат, улегуваат во тој мод на поправувачи?
тие едноставно капитулираат пред моќта на родителот, значи дозволуваат да се повинуваат на желбите на родителите, ја даваат својата внатрешна моќ за возврат, со тоа што веруваат дека ако тие ги ја предадат контролата своја и му ја дадат на своите родители, на тој начин тие ќе можат така полесно да се справат со своите собствени стравови и на тој начин ќе можат повторно да добијат вредност. Меѓутоа, наместо, која е задачата на родителите? Наместо родителот овде, кога се јавува свесност кај него, да реагира на ова егомаска на детето и да сака понатаму да влези во состојба на манипулативност, користејќи ги детските желби во негов бенефит, родителот потребно е да може на вистина да ја согледа. Значи, свесно да согледа дека, да согледа вистинската состојба на детето, значи да согледа дека детето негово всушност искусува вистинска болка. И родителот кој што на вистина ова може да го види, да влезе испод површното однесување на детето и да дојде да ја разбере болката на своето дете, зошто детето влегува во таа егомаска, тој самиот тогаш ќе си ја каже ова комуникација на себе. Дека на вистина моето дете се чувствува отфрлено и недостојно кога вака се однесува, значи се однесува пријатно, сака да ми удоволува и дека ова всушност не е неговиот внатрешен вистински глас, дека ова не е неговото вистинско јас. И затоа мојата задача како родител е да ја разберам неговата болка, да му помогнам на детето, да разбере дека такво какво што си е, тоа е вредно и дека нема потреба да ми се повинува на моите желби, само за да се чувствува вредно и валидизирано. И важно. Детето пак, кое е во егомаска на Фејнер, овие деца какви се? Тие се гладни за внимание, за важност, за пофалба, за валидизација. И кога се потикнати од стравот, што прават тие? Тие претеруваат во своите лудори, бараат големо внимание од страна на своите родители, многу знаат да досадуваат. И наместо родителот овде да биде потикнат од однесувањето на своето дете, да разбере дека неговото дете го прави тоа што го прави, ја навлекува таа егомаска на Фејнер, затоа што всушност тоа чувствува одредена потреба, одредена болка, која што е предизвикана од потребата за внимание, од дека нешто внатре му недостасува, најмногу тоа е, значи, чувството за вредност, за важност и за припадност. И кога родителот ќе може да допре до таа детска внатрешност, тек тогаш ќе може да се увери за таа вистинска потреба на детето. И да се поврзе со вистинските стравови на детето. И да го увери детето дека такво какво што е, тоа е доволно вредно, доволно достојно. И дека такво какво што е, тоа е вредно и да си припаѓа таму каде што е, без да чувствува потреба да бара дополнително внимание, да влегува во едно вештачка состојба на јас и да почне да се преправа. И родителот овде, кога го разбира ова, самиот себе си ќе си искомуницира дека неговото дете или дека моето дете, да си каже, само се обидува со ова негово однесување, само се обидува да бара внимание и да бара фокус од мене. Меѓутоа, како јас, како родител, да му го дадам ова сето,
за да се чувствува вредно, за да се чувствува валидно, а при тоа да не прибегнам кон екстремни однесувања, кон несоодветни однесувања во односот со детето. И кога ќе го разбере сето ова, родителот навистина сваќа дека неговата задача како родител е всушност да ја разбере болката на своето дете, за да може да му помогне да го смири својот внатрешен немир и повторно да може да се чувствува вредно и валидизирано. Кај детето кое е пак е во состојба на замрзнатост, овие деца се повлекуваат, се парализираат, замрзнуваат, се здравуваат пред своите родители заради чувството на невредност кога го чувствуваат. И кој е клучот овде? Клучот е родителот да навлезе испод првичното однесување на детето, за да може да се поврзе со неговите вистински стравови, значи да ги види кои се вистинските потреби на детето и да свати дека детето кога е такво, тоа е во сушност е во паника и се чувствува, поради тоа што се чувствува несакано, поради тоа што се чувствува невредно, и наместо родителот да се лути на неговото однесување, на таа детска состојба во која што е детето, на замрзнатост, на здрвеност, родителот да стане посочувствителен, поразбирлив спрема детето и да најде начини кои што се многу похумани, многу посвесни, кои што ќе можат повторно да ја вратат довербата на детето кон родителот. Значи, наместо детето да сака да се затвора, значи родителот тоа да го разбере дека детето се затвора емоционално, бидејќи се чувствува небезбедно, несигурно во односот со родителот, чувствува загуба на важност, чувствува загуба на вредност, загуба на внатрешна моќ и дека детето во сушност најпријатно му е тогаш да емоционално да се повлече и да се затвори. И затоа родителот има задача да ја разбере таа болка која што ја има детето заради тие внатрешни стравови што ги има како резултат на таа чувство на невалидност, како се случиле тие, и да изнајде вистински начини детето да може повторно да се чувствува сигурно со својот родител, повторно да може да излезе детето од таа негова повлеченост и повторно да почне да верува, да се стекнува со доверба. Детето пак кое ја носи его маската на напуштач, тоа се дисоцира, се разделува, напушта, бега од родителот, бидејќи чувствува една голема недостојност која што е предизвикано како резултат на некоја траума или пак на некоја злоупотреба која што се случило во семејството или во блиската околина, во неговата блиска околина со него. И овде родителот треба да разбере дека неговото дете се однесува на начин како што се однесува заради тоа што има доживеано одредена траума. И токму поради тоа родителот потребно е навистина да испод површното однесување на детето кое што потполно бега од родителот, не сака да комуницира, емоционално е комплетно комплетно напушта, родителот едноставно да може преку тоа значи внатрешно согледување, внатрешно испитување на однесувањето на детето, да свати дека детето негово навистина чувствува одредени стравови и потребно е да побара начини преку кои што ќе може повторно да му помогне на детето до одреден степен да ги смири во оваа ситуација. Навистина ова е
доста тешки стравови детето овде има навлечено заради траумите и ќе треба родителот да му помогне на детето да може да ги надмине и повторно да се чувствува сигурно. Тоа најмногу може да го направи преку следните 3 начини. Прво, кога родителот сваќа дека неговото дете е во една екстремна состојба на вознемиреност заради таа доживеаната траума, која што му се случило во детството. Второ, дека и тој како родител е директно или индиректно инволвиран во траумата на неговото дете. И трето, дека е потребно да родителот овде прво да почне да ги лечи собствените дисфункционални образци преку напуштање на тие минати дисфункционални образци и создавање комплетни од темел нови образци со кои што ќе може повторно да се поврзе со детето и ќе може повторно да му ја даде на детето, да му ја врати сигурноста, да му ја врати вредноста и да му ја врати почитта на своето дете. Значи, наместо родителот да почне да влезе во една длабока работа на себе во овој случај и наместо да прави она што го прави, како што го правил до тогаш се да биде за него и заради неговата реактивност и за неговото реагирање, да почне да гради еден цел склоп и дарови од сочувствителност, од разбирливост кон детето, од присутност за детето и од едно емоционално подредување со своето дете. Драги мои, тоа би било се за ова видео. Имајте убав ден, се гледаме.